Јас во последните 2-3 години почнав многу да разговарам со мајка ми за незината младост, за незините животни избори, но не како ќерка, туку како жена. Затоа што ме интересираше, а после тоа ја прашував за мојата баба, која што јас ја имам сретнато само еднаш во животот, таа е почината одамна и живееше во Казахстан. Мајка ми живее во Русија. И такви работи открив да тоа е една цела низа од генерацијски трауми кои што си ги пренесуваме од генерација на генерација. Замисли, мајка ми сакала да биде актерка и мислам дека ќе беше одлична актерка. Меѓутоа незиниот татко, мојот дедо кој што бил воено лице, и забранил затоа што во тоа време било срамота жена да застане на сцена. И мајка ми сега има 77 години и таа ми вели, мојот сон е скршен. Таа никогаш реално после тоа не се пронајде во ниту една друга професија. И гледајќи ја неа, како таа се адаптираше целиот свој живот на сите околности кои што животот ја ги носеше, но никогаш не испиша своја приказна. И јас не само што си ветив дека тоа нема да бидам јас, туку јас почнав и да ја сваќам и да не и се лутам за некои работи. Затоа што ние мора да сватиме дека нашите родители се од крв и месо и мораме да им простиме.